Ќе зборуваме за еден проект кој што се нарекува Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата. Јас и Марко вака кога ќе го прочитаме, не ни е толку многу јасно. Меѓутоа, со цел да ги разјасниме работите и да објасниме што се ќе подразбира овој проект, кој што инаку стартуваше во декември минатата година, ќе трае некаде до 2019 година. На оваа тема денеска со Никола Нешковски, инаку директор на Еколоджик, и Сашко Јованов, инаку извршен директор на Хуманост. Ете ги Нешко и Сашко. Да. Еве, чисто да знаете, здраво. морам да споменам. За петок 13. Било пресметано дека на овој ден во Соединетите Американски држави бизнисмените губат помеѓу 800 и 900 милиони долари, бидејќи многумина не ни помислуваат толку за своите работни места, замислим. Да, мораше да е поврзано со пари. Мораше да биде поврзано. Така, ама денес баш зборуваме за работни места. За работни места. Сосема спротивно на петок 13. Така. Од кога соработуваат Еколоджик и Хуманост? Дали ова може би ваша прва соработка и што како со здружени сили ќе постигнете во рамки на овој нов проект? Прво не е прва соработка. Соработуваме од почеток на 2017 година и до сега имаме неколку соработки остварено. Прво преку една програма која се викаше Smart Start, каде што бевме избрани за две социјални предпријатија, ново формирани. Едното се вика Хумана С, предпријатието на Хуманост, другото е Жабец, детскиот едукативен центар на екологија. За кој што, ако не се лажам, си гостувал, така? Сум гостувал, и точно, да, точно. Двете активно си функционираат, двете предпријатија си работат, односно во моментов не се предпријатија, функционираат како дел од организацијата, меѓутоа целта долгорочна е да се осамостојат и да бидат баш тотално независни од организациите. Сме соработували на други проекти. Во моментов имаме проект заедно со Хуманост, односно под гарантиран од Хуманост и од Црвен крст, зборам како екологик, за инклузија на млади и стари лица. Односно имаме меѓугенерацијска размена на знаења. Нема категоризација, сите вклучени. Па така ни беше идејата да ги споиме средношколците со пензионерите. Да, меѓутоа тоа да биде низ игра и забава. Сега нема да откривам многу, бидејќи сме на друга тема, ама е претерано интересна замисла, каде што врз база на постоечки игри, модифицирани концепти ги спојуваме нивните знаења. Тоа е идејата и моментално зашто сме денес тука е тековниот проект кој започна декември, негде средина декември, ќе трае отприлика околу 18 месеци. И идејата е да се формираат нови работни професии во Македонија, нови стандарди на занимања, како што е стручниот термин, при што екологија формира една професија, еден стандард на занимање, Хуманост формира друга. Кои се двете професии? За екологик професијата е аналитичар за одржлив развој, односно видовме потреба во секторот на зелени работни места. Бидејќи има дефицит. Илјадници профили се барани во овој сектор, поготово во градежништвото, меѓутоа ние сакавме да формираме една друга професија која ќе има поширок опсек на барање, да речеме. Со тоа што овие луѓе може да бидат вклучени во домови приватни, во мали и средни организации, мали и средни компании, како и во државни институции. Секаде, буквално секаде каде што има потреба да се оптимизираат трошоците во работењето. Гледано од економски аспект, гледано од негативно влијание на животна средина, истото да се намали, и гледано од социјален момент. Тоа е за програмата на екологија. А на Хуманост? Хуманост, Сашко? Хуманост веќе ова трета програма која што веќе верифицира. Првата е чисто за негователки на стари лица во домашни услови, втората е за лични асистенти за лица со попреченост и ова третата веќе е за асистенти за нега на лица со Алцхајмерова болест и интелектуална попреченост. Јас мислам дека и за овие професии секогаш има дефицит луѓе. Па секогаш има, чисто тргнавме за тоа што ние веќе работиме од 2013 со вакви програми, имаме едуцирано многу луѓе, значи имаме работено многу луѓе и по приватни домови и во нашето социјално предпријатие како самостални даватели на социјална услуга, бидејќи тоа законот го дозволува. Меѓутоа, видовме дека во овој дел ни недостасува работна сила, затоа што не секој знае за Алцхајмеровата болест и не се опфатени лицата со интелектуална попреченост, затоа што овие лица се на работ на маргините, а нашиот проект промовира инклузија и на младите и на лицата на маргинализираните лица. Меѓутоа ги фаќаме лицата кои што повеќе од 2-3 години бараат работа или сака да се вклучат на пазарот на трудот. Алцхајмеровата болест, значи интелектуалната попреченост ќе бидат опфатени со овие асистенти. За жал и во епидемиолошки размери ја има, за жал веќе и во Македонија конкретно Алцхајмеровата болест. Па ако земеме дека 400.000 имаме стари лица, односно пензионери, од кои што 20.000 лица се заболени со оваа болест, а во Македонија се третираат само 2.000 до 3.000 лица. Исто толку имаме 20.000 лица со интелектуална попреченост, што
Што значи дека ваквиот процент на опфатени и негувани, значи не збориме само за опфатени лица, него професионално негувани лица, и да излезете во пресрет на сите нивни потреби и активности во текот на денот. Значи процентот е многу мал и затоа ние решивме да ја креираме оваа програма по каде што ќе ги опфатиме овие категории на граѓани, меѓутоа ќе овозможиме понатаму на младите или маргинализираните групи на граѓани кои што бараат подолго време работа да може да бидат дел и од нивната програма и од нашата програма и воедно да има возможност полесно да бидат вклучени на пазарот на трудот. Дали можеби моментот со високиот степен на невработеност ви беше некој мотив за креирање или создавање на овие професии кои што ги зборувате? Или дополнителна Првенствено да. И тоа кај младите луѓе. Сега има некои проценки, нели, прво се движеше на кај 50%, па сега паѓа на кај под 40% младинската невработеност. Една од причините ни беше тоа, да влијаеме таму во тоа поле, со тоа што планирано е и во двете програми заседно да се едуцираат, односно да се обучат национално сертифицирани, да станат 20 луѓе во едната програма, 20 луѓе во другата програма. Со тоа што обуките ќе ни бидат некаде во доцна есен и ќе траат неколку месеци. Со тоа што станува збор за обуки што имаат неколку стотици часови во нив. Тоа се прилично сериозни обуки. Да, тоа и зад камерите споменавме дека ќе треба време. Вистинска енергија за да од септември нели се започне. Меѓутоа енергија од двете страни. Збориме енергија од наша страна и енергија од учесниците, бидејќи ќе треба да активно да се вклучат во целиот процес. Сега предноста кај нив ќе се стекнат со знаење, точно, меѓутоа ќе се стекнат и со државен сертификат. Овие две програми ќе бидат национално верифицирани. Ќе постојат во стандард на занимање и двете програми. Ова влива надеж, бидејќи многумина добиваат некакви сертификати, а подоцна не знам. Ова е признат. Важечки се. Двата сертификати ќе бидат признаени официјално. Тоа ни беше и целта, бидејќи ние може да направиме обуки што ќе бидат перфектни, што ќе ги реализираат сериозни луѓе со сериозен бекграунд, меѓутоа ако немаме сериозен сертификат, луѓето може и да не се решат да се пријават, бидејќи сепак на крајот се сведува на тоа ќе научиме, меѓутоа сакаме нешто да ни врши работа како сертификат. Така да очекуваме да има интерес. Кога ќе биде пријавувањето или кога ќе се одберат тие 20 со 20? Така рекламе? 40-20 во едната програма, 20 во другата програма, во месец мај. Се дистрибуираат во целиот процес. Со оглед на тоа што сега сме април, тоа значи дека е ова период кога луѓето може да аплицираат или во мај ќе го објавиме повикот. Во мај ќе го објавиме. Да, ќе трае месец дена, со тоа што идејата е да биде пред лето завршена целата селекција, односно на почетокот на летото веќе да имаме се завршено. Летото да биде нели баш за одмор и септември стартуваме турбото работа. Да. Посебни спецификации се бараат за луѓето кои што аплицираат или посебни критериуми, спомена бекграунд за кои што нели ќе биде повередостен за тоа што нивната програма може да ја објасни нишко, меѓутоа во делот ние на самиот старт кога почнавме, рековме дека овие програми ќе бидат верифицирани од Центарот за образование на возрастни и од Министерството за образование и наука. Меѓутоа ние кога на почеток го направивме проектот, не сметавме дека ќе стартуваме и со креирање на нови занимања. Односно на самиот почеток нели направивме иницијативи кои што ги доставивме до Центарот за стручно образование да ги разгледат нашите иницијативи да се направи нови стандарди на занимања. И од тука, значи, комисијата ги разгледуваше нашите иницијативи, се состануваше, ги направи овие стандарди. Сега почнеме со процесот на креирање на програмата. Од двете страни подеднакво значи идат процесите. Завршуваме со овој процес, ги верифицираме двете програми, го објавуваме повикот нели септември оној дел каде што почнуваме со сериозните обуки кои што ќе траат негдека до 3 до 4 месеци. Збориме, нели ако имаме ваква програма и вакви стандарди, тие се малце подолгорочни обуки кои што нели понатаму се стекнуваат со компетенции, не вештини, што се нели повеќе од она што ги држиме само како лично или како неформално образование. Тука веќе се структурираме во делот на нешто позначајно. За нашите критериуми се луѓето кои што веќе имаат познавање од ваквиот тип на болести и луѓе кои што ќе сакаат навистински да работат со овие две категории на граѓани. Меѓутоа тука ќе имаме и друга компонента каде што покрај опфатување на негата на овие две категории ќе мораме да ги едуцираме и нивните семејства затоа што не секој знае веќе за Алцхаймеровата болест. Јас во една прилика Габриела Новотни, нашиот медицински експерт, мора да поздравам од државната клиника, во една прилика спомена кога имав и говоревме на оваа тема за Алцхаймер, вели не е болест само на индивидуата, тука е болест на целото семејство. Така што убаво е што ќе можеме да се вклучиме и заеднички да се информираме зошто е од важно значење да се вклучиме заеднички вака.
Што би била крајната цел, еве на споминавме проектот ќе трае 18 месеци. 2019-та, иако може би сега изгледа далеко, ама не Не е баш, не е баш со текот на Како односно поминуваат брзото месеци, темпо да. на активностите, веројатно брзо и ќе дојде. Меѓутоа, која е крајната цел на целиот овој проект? Па целта е да прво да ги креираме тие две програми, Да. што ќе бидат државно верифицирани. И две нови професии, И всушност. две нови професии, Да, всушност што е? да, и затоа се изготвени тие два нови стандарди на занимање, бидејќи во моментов не постоја во државата. И аналитичар за одржлив развој и за нега на стари лица во домашни услови со акцент на Алцхајмерова болест. Да се креираат тие два стандарди на занимање, да се креираат соодветни програми по кои ќе може да се работи, бидејќи во иднина некој друг ако сака да работи или да не контактира, Јасно. тие се стандардите Тие на ќе занимање, бидат по тие треба стандарди, да се водиме се води, и да се така. водат сите кои И сакаат да се континуитет вклучат. има, Да, така. точно така. Да се обучат овие 12 плюс 20, односно 40 луѓе и да се креираат соодветни материјали кои понатаму ќе им служат на идни тренери, бидејќи во процесот на едукација понатаму, како да речеме продолжување на проектот, ние сакаме да вклучиме и луѓе кои ќе ги обучиме да бидат обучувачи во идни. Дали после проектот луѓето ќе имаат загарантирана работа или тоа не зависи од вас? Не за гарантирана, меѓутоа за гарантирана пракса ќе имаат. Сите луѓе ќе имаат, со тоа што за делот за хуманост ќе имаат во домови за стари лица. И во и социјалното во социјално предпријатие. предпријатие, точно. Значи секој кој што сака да остане. Така. Да, кај нас ќе имаат почнувајќи од едукативни институции, збориме за градинки, средни и основни училишта, до државни институции, до мали и средни компании. Сега зошто го зборам ова сега различни профили нели на правни лица? Бидејќи идејата ни е да направат така наречени case studies, аналитичарите за одржлив развој. Односно, што му е работата на ова лице, да направи проценка на тековната ситуација, да види кај се проблемите, кај се предностите Да ги и така детектира, натаму, да ги така. детектира и да предложи соодветни мерки во соработка со тимот што работи во, да речеме, дали е образовна институција, дали е, можеби, карикирам, телевизија Телма, Така, сака да оптимизира јасно. трошоци на работење, меѓутоа и да ја зачува животната Јасно. средина. Така да за тоа вклучуваме, бидејќи екологи како организација работи многу со основни и со средни училишта, затоа ги вклучуваме и ниво процесот, бидејќи прво на нив ќе им направиме така наречени case studies. За да Младите си подобриме ја нивното имаат. работење. Така, апсолутно. Тоа е тоа. Таму да. си Ние само да напомнам дека периодов малце сме растрчени, пошто многу општини сакаат да бидат вклучени во самиот овој проект. Значи Тоа е- бевме тоа е на за терени, поздрав? да, и Освен подршката и Да. финансиската подготвеност која што имате од Европската унија, значи дека имате подршка сакаме и и од општините. општините сака да бидат вклучени дел од овој проект, меѓутоа бидејќи проектот е во делот на наша клучна институција Министерство за труд и социјална политика, ние на почетокот на проектот имавме состанок со министерката каде што целосно го поддржува овој проект и не само овие нели две програми што ќе ги направиме, меѓутоа правиме и анализа на националните стратегии кои што се стратегијата за намалување на сиромаштија, стратегијата за стари и стратегијата за млади. Односно ги вклучуваме граѓанските организации, прават анализа на овие стратегии, дават забелешки што е спроведено, што не е спроведено, што планираме да спроведеме во иднина, нели за да бидеме во овој дел. И понатаму нели да соработуваме и со граѓанските организации, општините, меѓутоа и со клучните министерства. Не само овие програми, затоа е еден голем процес кој што треба со овој проект да го спроведеме. Јас мислам на уште едно гостување да се закажеме пред и официјално кога ќе се случи нели она вистинско Пред да се аплицирање. распуштите. Да, пред да се распуштите и да се препуштиме малку на летото. Сега додека говоревме на оваа тема имам толку многу луѓе кои што сакам да дознаат за професиите и Тоа би било мислам добро. дека ќе биде од важно значење за истите да се вклучат, па и така да си дадат еден ветар во грб што се вели со новитети. Одлично. Ви благодариме. Поддршката Благодариме има. на вас. Благодариме на вас. Да.